Го следите дневникот на регионалната К1 и во ова издание ќе ги проследите најновите случувања од регионот, Македонија, светот и спортот. Останете со нас, започнуваме веднаш по кратките најави. Кавадаречкиот ученички дом Крста Петков Мисирков ќе се реконструира од страна на Министерството за образование со вкупна инвестиција од 5 милиони динари. Одбележан денот на полицијата во повеќе градови низ Македонија. Тенисерите од општина Неготино прославија 3 јубилеи од нивното постоење. Протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат и денеска. Зачувување на унитарноста на државата, незадвојазичност, отфрлање на тиранската платформа, избори и попис се дел од проаките кои се испраќаат од организаторите од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Колешката Катерина Нацева ни подготви прилог токму на оваа тема. И денеска продолжуваат мирните протестни маршови на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Сплотени под едно небо до последен здив, како што велат ќе се бориме до крај, зошто друга Македонија немаме. Зачувување на унитарноста на државата, незадвојазичност, отфрлање на тиранската платформа, избори и попис се дел од пораките кои се испраќаат од организаторите од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Велешани 69 дена масовно ја поддржуваат граѓанската иницијатива, се со една цел да се зачува унитарноста на Македонија и да остане со животот кој го имаат досега. Излегуваме ќе над 60 дена, јасно и гласно покажуваме дека не отстапуваме од она што имаме како зацртано како идеја која што ја оставиле од минатото нашите предци и ќе одиме до крај, нема да има никакви промени понатака. Се надевам дека ќе успееме во тоа. Унитарна држава каде што сите малцинства ќе го имаат истите права. Да нема двоење едни од други. Значи као што досега беше така да се остане. Ние не испањаме против некого, туку испањаме за Македонија, кој што беше така и да остане. Велешани поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и денеска од пред споменикот на Панко Брашнаров, борецот за самостојна Македонија, ќе го започнат мирниот протестен марш се до центарот на градот пред споменикот на Коста Солев Рацин. Реконструкцијата на ученичкиот дом во Кавадарци е во полник. Увид на градежните работи денеска изврши градоначалникот Александар Панов. Со средства од општината претходно беше извршена замена на подовите во домот. Панов информираше дека со финансиски средства од локалниот буџет ќе се набават и нови душеци за креветите во интернатот. Откако беше најавено дека ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков во Кавадарци ќе се реконструира од страна на Министерството за образование и наука со вкупна инвестиција од 5 милиони денари, денеска градоначалникот Александар Панов рече дека локалната самоуправа дополнително ќе вложи средства за набавка на душеци. Панов направи увид на градежните работи и рече дека со овој зафат дополнително ќе се подобрат условите за престој на учениците. Знаете дека во изминатиот период ние како локална самоуправа го финансиравме замената на подовите и фактички со тоа почна да се насочува свеста и да се зборува се погласно за потребите на учениците кои што престојуваат тука. Дојдов тука да видам како течат градежните работи, бидејќи следно што ќе биде од локалната самоуправа тоа е да дадеме една согласност за набавка на нови душеци. Мислам дека тоа ќе биде една од суштинските потреби, бидејќи сега се работи скоро на сите градежни работи кои што се неопходни за реконструкција на домот. Реконструкцијата се однесува на комплетно реновирање на вториот спрат од домот со нова ПВЦ столарија, инсталација, интервенции на ВЦ јазлите и друго, така што овој дел ќе добие нов лик, информираше директорката Трајанка Атанасова. Имаме 14 соби, буквално е реновиран, ќе се реновира целиот втори спрат со ходници. Значи тука спаѓа целата столарија,
премачкување, санитарниот јазол. Овде од кога е направен домот, нема вложено ништо, само во почетокот на оваа учебна година вложи градоначалникот, благодарност до градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, ги реновиравме подовите, па со тоа се повлекоа некои други средства, значи излезе желба на Министерството за образование и владата на Република Македонија се доделија овие средства околу 5 милиони денари. До крајот на август се очекува реновирањето да заврши, што значи дека новата учебна година за околу 100 ученици ќе започне во нови и современи простории. Советникот Ристо Сакалиев рече дека Советот комплетно ќе ја прифати одлуката за новата инвестиција во ученичкиот дом. Таквите иницијативи кои што ги дава градоначалникот, сме сведоци на многу такви проекти, донации за цркви, за спорт, за фудбал, тука безпрекорно 19 советници со гаранција дека поддржуваат. Локалната самоуправа ќе издвои 300.000 денари за доопремување на ученичкиот дом, со што комплетно ќе биде реконструирана оваа институција, без разлика што не е во надлежност на општина Кавадарци. Четири нови групирања на најмалку 1000 хектари земјоделско земјиште со цел нивно окрупнување се очекува да бидат реализирани во наредните 3,5 години со проектот Воведување национална програма за консолидација. Проектот официјално започна денеска, финансиране од Европската унија со 2,5 милиони евра. Воведување национална програма за консолидација е новиот проект на ФАО со кој се предвидува 4 нови групирања на најмалку 1000 хектари земјоделско земјиште со цел нивно окрупнување. Со овој проект се предвидува јакнење на техничките и административните капацитети на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, но сепак клучните ефекти се директно насочени кон производителите и собствениците на парцелите. Според државниот советник во МЗШВ Перица Ивановски, моменталната неповолна структура на земјоделското земјиште составено од мали, фрагментирани површини негативно влијае врз економичноста, приходите и профитабилноста на земјоделските стопанства. Просечната големина на парцелите по стопанство е 1,85 хектари или значително под европскиот просек од 16 хектари. Околу 60% од сите земјоделски стопанства во земјава обработуваат помалку од 1 хектар, а дури 90% помалку од 3 хектари. Поради раситнетоста, голем дел од парцелите немаат пристап до пат и до системите за наводнување или одводнување. Обработката на ваквиот земјишен капацитет го лимитира обемот на производство, ги зголемува трошоците, оневозможува пристап на современи агротехнички мерки и модерна технологија, го спречува влезот на нови субјекти во бизнисот, а постојниот го прави економски неодржлив, посочува Ивановски. Планираните активности од проектот се однесуваат на решавање на проблемите на земјоделците кои имаат ситни расфрлени парцели, додека конкретниот исход е да му се помогне на Министерството да ги направи завршните чекори во консолидацијата на земјиштето преку јакнење на капацитетите. Македонија има донесено национална стратегија за консолидација на земјоделското земјиште за период 2012-2020 година, како и закон за консолидација во 2013 година. Во рамки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство пак е формиран и посебен сектор за оваа област. Проектот е финансиран од Европската унија со 2,5 милиони евра, а истиот ќе биде реализиран во наредните 3,5 години. Полициската станица од општа надлежност Кавадарци денеска го одбележа денот на македонската полиција 7 мај. Командирот на Кавадаричката полициска станица рече дека како досега така и понатаму ќе работат на превентивен план, поради што, рече тој, тоа представува на ефикасниот начин за спречување против вршење на кривични дела и прекршоци. За 41% се зголемени кривичните дела регистрирани во полициската станица од општа надлежност Кавадарци. Според статистиката, во текот на првото тромесечие од оваа година имало вкупно 138 кривични дела од сите области, а истиот период минатата година биле евидентирани 98 кривични дела. Во делот на класичниот криминалитет, во овој тримесечен период регистрирани се 127 дела, за разлика од минатата година кога имало само 88 пријавени кривични дела, што е за 44% изголемување, рече командирот на полициската станица од Кавадарци Борче Мустеников на свеченото одбележување на Денот на македонската полиција.
Мустеников посочи дека за 15% се зголемени прекршоците против јавниот ред и мир, при што во 2016 година имало 27 нарушувања, а оваа година 31 нарушување. Намалување за 50% на регистрирани казнени дела имало во областа на економскиот криминалитет. Тој потенцираше дека како досега така и понатаму ќе работат на превентивен план, поради што, рече тој, тоа представува најефикасниот начин за спречување против вршење на кривични дела и прекршоци. Средбите со граѓаните се од големо значење во спречување на несакани пожари. Територијалната противпожарна единица во континуитет одржува едукативни трибини и во руралните и во урбаните средини, се со цел превенција и заштита од настанување на пожари. Несомнено најголемиот непријател на пожарникарите се високите температури, но не изостанува ниту човечкото невнимание, кој е еден од главните фактори за настанување на пожарите. Територијалната противпожарна единица во континуитет одржува едукативни трибини, како во руралните, така и во урбаните средини, се со цел превенција и заштита од настанување на пожари. Непосредниот контакт со граѓаните влева доверба кај нив, вели командирот на територијалната противпожарна единица Велес, Лјупчо Лепидовски. Ние се трудиме со едукација и превенција, нели? Тоа ни е основна и мислам добро се справувавме, нели? Тоа што луѓето имавме средба со луѓето и тие истите луѓе кои ќе настане пожар ни се приклучува во гасењето на пожар, односно ни помага со својата механизација што ги имаат тракторите од дарување, значи најефикасно спречување на ширење на пожар во тие делови во руралните средини, односно шумските или тие житарици, само дарувањето е најбитен фактор за да ти помогнат самите мештани, нели, граѓаните. Од големо значење и соработката која имаме со шумската полиција и комуналното предпријатие, потенцира Лепидовски, бидејќи се соочуваме со недостаток на човечки ресурси, односно пожарникари, во екстремни случаи тие се секогаш со нас, додава Лепидовски. Тука е вклопен во сите тие работи и шумското стопанство, Бабуна, значи што се луѓето обучени за шумски пожари. Исто обука им правиме во претходните периоди на ЈКП Дервен, што имате една екипа за дадена ситуација, некојаш за поголема ризична ситуација, каде што ќе бидат и они активирани во сето тоа. И така се поклопуваме со човечки ресурси, но ја би се согласил да продолжиме да соработуваме, но сепак би бил првенствено да се потполни бројот на пожарникари. Ако изминатиот период на одредени локации во Македонија беснеја големи пожари, за среќа во Велес и Велешко немавме таков проблем. Лепидовски вели дека е задоволен од соработката која имаат со граѓаните, кога станува соработката која имаат со граѓани, каде и најчесто се случува појава на пожар. Територијалната противпожарна единица и понатаму продолжува со едукативните трибини и непосредните средби со граѓаните. Продолжуваме понатаму со култура. Во рамки на 52-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. 12 представи се во официјална конкуренција, а истиот ќе се одржи од 9 до 16 јуни. Колешката Валентина Михайловска ги има деталите. Во официјална конкуренција на програмата на 52-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп се 12 представи. Истиот ќе се одржи од 9 до 16 јуни. Собранието се одржа во театарот Джинот во Велес, а како што истакна уметничкиот директор на фестивалот Петар Темелковски, секоја наредна година објавите на програмата на фестивалот ќе бидат од различни градови каде што има новоизграден театар. Критериумот секој пат во сите овие 10 години, еве 11-та година, откако сум уметнички директор и селектор на фестивалот, критериумот секој пат е ист. Најдобрите и најквалитетните представи. Во сите овие години има најмалку 3 представи кои секогаш се во врвот на фестивалот и жирито секој пат заседава многу часови. Темелковски изгледал 35 представи, а од нив ги издвоил следниве. Тартив на Мната, Венецијанскиот трговец на драмски театар, Трудна приказна на театар комедија, Ана Комнена на Велешкиот театар, Вечера на ронките на Албански театар, Отело на Турскиот театар. Народниот театар од Штип ќе настапи со представата Лазаревото писмо, Злосторство и казна на Народниот театар од Битола.
Театарот од Струмица настапува со Џон Габриел Боркман, Кумановскиот театар ке настапи со представата Hi-Fi. Аналфабет е представата на театарот од Охрид и љубовни пози на историјата на театарот Војдан Чернодрински од Прилеп. За носител на наградата Живот на дело е избран академик Митко Маџунков. Програмата на фестивалот е обемна. Освен представите кои се во официјална конкуренција, ќе има и придружни, како и една за затворање на истиот. Фестивалот Војдан Чернодрински финансиски е поддржан од Министерството за култура, Општина Прилеп и спонзори. Повеќе од половина милион патници поминале на двата македонски аеродроми во првите 4 месеци годинава, покажува последната статистика на ТАВ. Според податоците од јануари до април годинава на аеродромот Александар Велики во Скопје и на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид поминале вкупно 525.820 патници, што е за 8% повеќе споредено со првите 4 месеци минатата година. Следуваат вестите од Македонија. Скопското јавно обвинителство поднесе обвинителен предлог против 9 лица учесници во нередите во собранието. Осомничените се товара дека сториле кривично дело, учество во толпа кој ќе спречи службено лице во вршење на службената должност. За 2 од лицата надлежен обвинител поднесе и предлог за продолжување на мерката притвор. За 4 лица кои досега беа во притвор прибрани се релевантни докази и не постои опасност осомничените да попречат во постапката, но обвинителството цени дека се уште има потреба од обезбедување на присуството на осомничените, се наведува во соопштението. Од обвинителството информираат дека за 3 лица за кои МВР поднесе кривична пријава, донело решение за нејзино отфрлање. Од јавното обвинителство посочуваат дека продолжуваат со прибирање релевантни докази и со слушување на сите лица инволвирани во собраниските настани, но при тоа исклучително внимавајќи на заштитата на човековите права и пресумпцијата на невиност. Според последната листа објавена од Светскиот совет за злато, Македонија е втора на Балканот и 77 во светот според вкупни резерви на злато. Лидер во светот според резерви на злато се Соединетите Американски држави, кои чуваат 8135 тони злато. На второто место на листата годинава се наоѓа Германија со златни резерви од 3377 тони, а на трето место се Меѓународниот монетарен фонд со резерви од 2814 тони. Меѓу 10 најбогати земји во светот со злато се Италија, Франција, Кина, Русија, Швајцарија, Јапонија и Холандија. На Балканот најголеми златни резерви има Србија 18,8 тони и се наоѓа на 63-тото место во светот. Македонија е втора на Балканот со вкупни златни резерви од 6,9 тони, потоа следи Словенија со златни резерви од 3,2 тони и се наоѓа на 88-то место, додека Босна и Херцеговина се на 91-то место со 3 тони златни резерви. Албанија на 98-то, а на последното 100-то место се наоѓа Монголија со златни резерви од 1,5 тони. На листата направена врз основа на податоци од ММФ не се наоѓаат земји кои во последните 6 месеци не доставиле нови податоци, како Црна Гора и Хрватска. Македонија годинава забележа скок од 2 места на листата на Светскиот совет за злато. Минатата година нашата земја беше рангирана на 79-тото место со златни резерви од 6,8 тони. Народната банка во октомври минатата година ја зголеми количината на монетарно злато во девизните резерви на Македонија со претопување на ковани пари и конфискувани златни предмети во монетарно злато. Со тоа се стекна со 6 нови прачки на монетарно злато со пазарна вредност од околу 2,6 милиони евра. Најмалку 18 рудари загинаа како последица на труење од истекување на газ во рудник за јаглен во централниот дел на Кина. Како што јавија кинеските медиуми, несреќата се случила во провинцијата Хунан. За време на инцидентот во рудникот имало уште 37 рудари кои се спасени и хоспитализирани. Кинеската полиција приведе неколку лица во рамките на истрагата за случајот. Продолжуваме со останатите вести од светот. Емануел Макрон освоил 66,1% од гласовите, а Марин Ле Пен 33,9%. Француското Министерство за внатрешни работи денеска ги соопшти конечните резултати од вчерашниот втор круг од председателските избори.
На овие избори е забележено рекордно ниска излезеност на избирачите од 74,56%, што е помалку во споредба со 2012, кога во вториот круг гласа 80,35% од гласачите. 39-годишниот Макрон со вчерашните избори станува најмладиот председател на Франција, 8ми поред шеф на Петтата Француска република. Абдул Хасиб, лидерот на афганистанскиот огранок на терористичката група Исламска држава, убиен е при операција на афганистанските специјални сили во источната провинција Нангархар, соопшти Ашраф Гани, председател на Афганистан. Американската војска потврди дека лидерот на ИД во Афганистан Абдул Хасиб е убиен во воена операција кон крајот на април. Хасиб беше избран за лидер на групата минатата година, откако неговиот претходник Хаис Саид Хан загина при воздушен напад на американски дрон. При операцијата на афганистанските командоси и американски војници се убиени уште неколку команданти и 35 борци на терористичката група, стои во соопштението на командата на американската војска во Афганистан. Екипата на Борец од Велес од наредната сезона ќе игра во втората фудбалска лига на Македонија. Борец во рамките на третата лига Југ го совлада Превалец со 12:0 и на 2 кола пред крајот ја направи бодовната разлика со трето пласираниот Победа Валандово недостижна. Борец има 57 бода, 7 повеќе од трето пласираниот ривал. Покрај Борец, наредната сезона во втората лига ќе игра и Кожув, кој е лидер на табелата во третата лига Југ. Следува краткиот преглед на домашниот и меѓународниот спорт. Вчера беа одбележани 25 години од формирањето на тенискиот клуб Неготино, исто толку и од изградбата на тениските терени и 15 години од постигнувањето на најголемиот успех на овој клуб со освојување на второто место во Македонија 3 години поред. Председателот на клубот Блаже Лазовски, говорејќи за историјатот, ги запозна присутните за сите досегашни успеси и за трнливиот пат кон истите. Напоредно го државме Опен Неготино секоја година. Доаѓа се се повеќе публика. Од 1997 година, 99-та, 2000-та, 2001 и 2002-та, 5 пати едно по друго го освои Лазовски Ѓорѓи. Потоа се јавија нови играчи, а тоа беше младиот Кире Чаушев. Го освои наредното првенство, после освои уште едно. Секретарот Александар Јованов Аџи нагласи дека тенисерските ентузијасти цели 25 години се грижат и околу одржувањето на тениските терени. Првата лига на Македонија од 4 екипи, 3 пати нашиот клуб беше втор во Македонија и станаме 3 пати вице шампиони на Македонија и ги освоивме симпатиите на целокупната тениска јавност во Македонија со ентузијазмот и со големото навивање и со пожртвуваноста кон клубот. Пред присутните се обрати Дејан Јованов од Неготино, тенисер, а сега собственик на успешна софтверска компанија во Скопје и спонзор. Тој упати благодарност до сите присутни кои го сакаат спортот. Од 2002 до 2004 континуирано тенискиот клуб Неготино БЦ беше вице шампион на Македонија, што мислам дека не е мала работа, не е мал резултат. Дечките исклучиво беа од Дечките што играа исклучиво беа од школата на тенискиот клуб Неготино. Немавме никакви интернационалци. Ако игравме со другите екипи, значи сме победувале и дечките победуваа и играчи од ерменци имаше, руси, срби, хрвати и така натаму. Градоначалникот Ванчо Апостолов на сите заслужни им додели пофалници, признанија и награди за животно дело. Јас сегаш ја почитувам визијата и идејата на сите спортски ентузијасти, а посебно па на тениските
и како што кажа еден говорник пред мене, минатата година заеднички собравме сили да ги реновираме овие терени и да еден од најголемите ентузијасти Ване Лири да го уреди овој простор со повеќе тениски игралишта, како што доликува на еден професионален тениски клуб. Апостолов додаде дека општината, како досега така и во иднина, ќе продолжи да ги поддржува сите спортови, но овој пат со поголем интензитет. Денеска имавме облачно време со повремени врнежи од дожд и максимална температура која што се движеше од 14 до 24 степени. Значително облачно со повремени врнежи од дожд ќе биде и утре, особено во западните делови од земјава. Тоа беа и последните информации за овој информативен преглед. Останете понатаму со нашата програма. Пријатно!